50 метри е должината на овој потек, кошта околу 20 милиони денари. Овдека идеме, знаете дека имавме сериозно девастирани делови, особено кај автобуските постојки. Изборуваме за инвестиција која што не го опфаќа само коловозот, туку како ќе ги опфати и тротоарите и велосипедските патеки, така што ова за 10 дена од сега во делот на коловозот ќе биде завршено, потоа брзо ќе влеземе и во овој пешачкиот дел и да речам дека некаде до крајот на октомври очекувам дека делот на алтернативното движење на автомобилскиот сообраќај ќе биде целосно готов и оваа улица ќе добие еден сосема поинаков изглед, како што Скопје ни впрочем заслужува да има една улица која што е во центар на градот. Каде е проектот за центар пешачка зона? Го работиме, неколку работи таму би требало да се движат паралелно и сето тоа е врзано со новиот транспортен систем. Таму сме во една подмината фаза во разговорите со ЕБРД и очекувам дека Министерството за финансии и владата ќе треба да упатат некои одговори кои што ЕБРД ги дава со цел да може државата некаде пред нова година да ги добие средствата за реализација. Од друга страна врзано е со студијата која што градот веќе има изготвено, а тоа е студијата за активниот и пасивниот сообраќај во малиот ринг во нашиот град, и од трета страна врзано е пак и со студијата која што е во тек и која што ќе доведе до оптимализација на урбаниот транспорт, на линиите на урбаниот транспорт, со цел да кога ќе влеземе во имплементација на тој потек да можеме целосен еден нов систем паралелно да го стартуваме, така што врзана е делот на пешачката зона, зашто веќе имавме и меѓународна соработка кај што се дадени некои анализи кои што ни требаат, врзани се со воспоставувањето на новиот градски транспорт. Во моментот кога ќе започне тој јавен градски транспорт, моите очекувања се дека ако одиме оптимално, тоа може да се случи до крајот на наредната година, тогаш ќе имаме еден сосем поинаков изглед и на малиот ринг, меѓутоа и на централното градско подрачје. Се уште не е одлучено дали и кога ќе се влезе во таква една имплементација. Пак велувам, кога го работите не можете да ги работите дел по дел, тоа е цел еден процес кој што треба да оди интегративно, вклучително и употреба на податоците, дали воопшто треба и ќе дојде до реализација на проширувањето на улица Даме Груев. Значи, затоа ви велам, ќе треба да ги добиеме сите анализи кои што ги имаме, да ги направиме компарацијата, а потоа да одлучиме дали и кога ќе влеземе во проширување. Докаде се процедурите за отстранување на галиите на Вардар? Најавивте до нова година 2 од 3 ќе бидат тргнати и дали тоа ќе значи рушење или дислокација? За првата галија што се наоѓа кај делот на МЕПСО, поднесени се од страна на должникот, односно корисникот, 2 приговора, двата се одбиени од страна на судот и сега е во апелација. Очекувам дека брзо и таму ќе биде завршено и после тоа не постои правна пречка да влеземе во имплементација на отстрување на првата. За втората галија има еден приговор кој што се уште не е одлучен од страна на председателот на Уставен суд Скопје 2. Дали потоа ќе има жалба на тој приговор или не е мое да кажам, тоа странките сами одлучуваат, меѓутоа полека ги движиме работите. Јас како што и реков, мислам дека до нова година ќе успееме да ги тргнеме галиите. Не станува збор за дислоцирање, затоа што треба да определите нова локација. Јас не мислам дека таков тип на објекти воопшто може да постојат во коритото на реката Вардар. Граѓаните во делот од железничка станица до пешачкиот мост кај полигон кај градскиот стадион може да видат каков еден нов темелен пристап имаме кон крајот на Вардар и кога ќе го завршиме тој потек, заедно со осветлувањето, корпите, клупите, ќе продолжиме и кон Новоличич и кон Влаје, со цел да тој потек од околу 11 до 12 км во правец и 12 км назад, веќе во средината на едната година во полн сјај, тоа е сериозно капитален објект на нашиот град, биде ставен на употреба на граѓаните. Градоначалник се враќа понекога нормала, граѓаните се враќаат на работа, така расте и потребата за градскиот превоз, но се уште е посаботен во ден режим. Дали планирате да се врати во нормално водење? Јас се вели пак се поузелата, затоа што има голем метафор. Секогаш каде што има потреба, го појачуваме јавниот градски превоз.
податоците на дневна основа ги обработуваме. Верувајте ми дека освен во шпицовите, во раните утрински часови, враќањето на луѓе кога е појачан превоз, ние де факто во текот на денот немаме употреба на јавниот транспорт на тоа ниво да размислуваме за потреба да го вратиме редовниот возен ред. Еве ги, автобусите секогаш се погодува бидејќи проаѓаат. Можете да видите дека во автобусите има по 7, по 8, по 10 луѓе, освен во шпицовите кои што ги работиме по редовен ред. Тоа е во тој период кога луѓето заминуваат и се враќаат од работа, преку ден немаме потреба за да и онака тешката економска состојба која што се наоѓа јавното сообраќајно предпријатие дополнително ја зголемиме. Треба да знаете дека еден автобус во оператива дневно поминува околу 220 км или троши 100 литри дизел или троши онолку средства кои се потребни само за гориво. Непотребно е да го зголемуваме тој број на трошоци, затоа што навистина бројот на патници преку ден, не во шпицот, не е на толкова ниво за да може да има потреба да се зголеми бројот на автобуси. За градоначалник. Значи треба да знаете дека таков тип на јавен транспорт, ние сме единствен веројатно главен град во Европа кој што и во време на пандемијата не престана да вози. Во Париз не возеше метрото, во Београд, во Загреб, во Лондон метрото не возеше. Ние продолживме да возиме со цел да излеземе во пресет на граѓаните. Секаде се води сметка и ние сме должни да водиме сметка за оптимализација на јавниот транспорт визави трошоците кои што има или нема потреба да ги правиме. Во моментот кога ќе се врати во целосно, ја се надевам веројатно дека до крајот на зимата ќе биде измислена и вакцината, ќе можеме да го вратиме во нормала и јавниот превоз. Во секој случај, дневно интервенираме на ќе има потреба. Началник на советничката Драгана Белковска, убара разрешување од директорката на предпријатие Лајка, бидејќи ја злоупотребила нејзината функција. Дали до вас дојде ова барање за разрешување и како бе вашиот став, дали мислите дека треба да се разреши? И второ прашање, дали откако е поставена за директорка редовно зима плата за сите овие месеци, додека не функционира предпријатието? Значи, од моментот на именување за вршителна должност, стапен е работен однос и таму се реализира работниот однос, затоа што кога го правите стационарот, ние сме тука негде на крај на отварање, вие не можете да го отворите без да ги спроведете сите постапки кои што се потребни. Некој таму треба да ја спроведе постапката, мислам дека во овој момент и не е исклучиво директорката, мислам дека има и повеќе лица кои што се ангажирани, затоа што треба да ги направите подготовките. Не е до мене дојден предлогот на Драгана Белковска, ќе го разгледам предлогот да ги видам причините заради кои што мисли дека некој треба да биде разрешен од страна од моја страна како директор на јавно предпријатие. Ако постојат оправдани причини, јас и во минатото, меѓутоа и во иднина не се ливам од тоа да ако се оправдани причините или некој се огрешил што етички, што морално, што законски во прописите, да биде предмет на разрешување. Прашањето е дали секогаш се наведуваат фактите такви какви што се во определени барања. До сега немам такво искуство. Ние во моментов на Лајка вршиме уредување на партерот, бидејќи објектот е целосно готов. Стасуваат во моментов дел од медицинските средства кои што се неопходни за отварање на амбулантата. Може да се деси до крајот на оваа недела да го отвориме стационарот, а потоа да можеме да судиме за посветеност или непосветеноста на луѓето кои што работат во рамки на тоа јавно предпријатие.